Така ни говорят нашите гости. С нас е председател на дружеството Любе Лазаревски. С нас е исто така Мери Туджарова, коя е исто така, значи една от по-старите членове на самото дружество и секретар се разбира. И един от големите логистичари, кой е много виновен за много виновен за безброй манифестации, активности, ще ги организира самото сдружение. Това е Или Георгия. Първо да ви посакам добро вечер и добре дойдехте. Добре найдене. Аз мислям, дека с вас може да се разговаря на повече теми, но аз от прилика би си казал за почеток да направим една мала лична карта на самото сдружение. Па да му дадем чест на председател на Любе, да ни каже, или секретар Мери. Можеш да кажеш някакви податци, кога е формирано, що е формирано, како сте, шо сте. Па поведи. Нашето сдружение, пред се добро вечер на сите. Нашето сдружение веќе повеќе од 25 години постои. Добре. На територијата на општина Струмица и пошироко. Ги опфаќа општините Валандово, Берово и брои некаде околу 400 членови. Од повеќе категории ги опфаќа категориите ампутација, мултиплекс склероза, параплегија, квадриплегија, дистрофија и останати невромускулни заболувања. Добре. Значи от самото постояние, от прилика оно категория, дали се менува почетко ли ги имате веќе тие бројки или полека? Па, бројката со текот на годините се зголемува. Како што луѓето дознаваа за постојањето на нашето сдружение, така и членството се зголемуваше. Добра. Со тек на годините. Добро, ти си од самиот старт на сдружението или Не, малку подоцна сум. Имаш ли някакви сознания, кој е било причината за самото организирање, за самото создавање на таквото сдружение? Првичното сдружение е формирано од штитениците во заводот Бања Банско. Добре. Во далечната 89 или 88 година. И потоа таму функционира во самиот завод Бања Банско, потоа се преселува во Струмица. Добре. И така почнува да се шири нашето сдружение, нашето членство, да стануваме се побројни и да учествуваме во разни активности. За активностите е малку подоцна. Бидејќи нели спомнали дека самото сдружение делува на неколку простори, значи Струмица, Банско, Берово, кој кажа Валандово, да. Валандово. Што значи това? Това е комуникација? Како е? Да, имаме комуникација со останатите општини, Ново село, Василево, соработуваме со Валандово, имаме членови од Валандово кои исто така не посетуваат, се доаѓаат, се дружиме. Добре, и Берово, и вие од Берово. Да, одиме, правиме излети таму. Има прекрасни места. Ама базата е Струмица, се знае. Да. Базата е Канцеларија. Добре, от всеки пак Струмица е лидер около тази югоистичен регион и вероятно малко по-голем брой на население живее. Значи на територията на тия 4 общини имаме негде около 120,000 жители, така да по логика на неща Валандово по-малечко, Берово по-малечко и логички е нали, да има по-голем брой на такви луѓе. И аз како председател би сакал първо да ги поздравам сите наши членови. Добре, супер е това. Да. Општина Струмица, значи сите членови кои што придонесуваат и соработуваат со нас и сите граѓани на нашиот град. Се надевам дека некни на тротијата си поминава сите убаво и дека това ќе биде поттик за понатама да биде уште поубаво и уште по-весело и забавно. Добре, може би на самиот почеток веќе ти спомна, една од причините е самата тортијада. Таа е голема манифестација, затоа да спомнах. Значи, која се одржа само пред некои си 10 на дена, 15, една огромна манифестација, која манифестација традиционално е по 18 пат или е самата манифестација веќе, нели, во полна зрелост, у смисол, нели, полнолетност, што е баш еме млада, еме полетна, така да како
организация, вероятно, бидейки аз бях присутен на самата тортияда и се остих прекрасно с една прекрасна дружба, коя тук, вероятно, и аз ги откриях сите тие енергии, како любов, како морални вредности, како етички вредности, како... ако размисляме, нели, от друга страна, за алчността на човека, ако размисляме за колко човеко, посебно во тие периоди на последните, па можем да кажем и 20 и повече години, морам да разбереме дека човек станал все по-алчен, все по-себичен, все повеќе размислува за себе. Много по-малко остава простор, нели, за таа комуникација. И таму дека што треба, дури на најблиските не ги дава соробота, а камо на некој подалечен, а камо ли па на некој кој му е многу необходна. И от таа аспекта јас видех кај вас една голема дружба, една голема енергија, една многу искрена љубов, многу чисти души меѓу вас. Кажете ми во тај хумању дел, значи колку човек да се усеке, нели, на некој начин од таа ранливата категорија, таа дружба на вас во права да бидете и хумани меѓу себе, нели, да се помагате. Имате ли организирано некој, или че некој каже од прилика, некои хуманитарни акции, како се движите низ тие води? На некој му, значи, на сите не треба помош, тоа е факт, нели? Но на некој му треба повеќе. Како ги лоцирате тие работи? Како ги организирате тие манифестации? Значи, така, право поздрав до гледачите на Майдан Куина и ТВ канал ВИС. Во денешно време е се по-тешко да се најдат и луѓе, Добре? и фирми, и дружење, и љубов, и сето тоа да биде смотрено на место. Токму организацијата на тортијадата го прави тоа да повеќе луѓе со телесен инвалидитет бидат на едно исто место. Да. Самата ситуација која е моментална од државата не дозволува да тие луѓе се дружат на приватна режија, да се среќаваат секојдневно, да се дружат секојдневно, што би било голема корист. Па токму и таа е идејата на тортијадата, значи сплотувањето, дружењето, помагањето, комуникацијата еден со друг. И давање на една реална слика на луѓето не од окружувањето на инвалидите, него сами гледате некни дека на самата тортијада има лица што не се инвалиди. Да. Значи, абсолютно. Това е една подршка. Подршката е од голем карактер и овде се случуваат многу работи. Само да го надополнам. Значи, за мене, да не ме сватат гледачите погрешно, тортијадата е еден вид параван за нашето дружење, за нашето пријателство, за љубовта што там на таа тортијада се раѓа, значи секоја година. Буквално дури има доаѓање до бракови, Да. Покрај тоа што лицата со инвалидитет докажуват дека може да направат прекрасни торти, невидими до сега. Да, после разговаряме на таа тема за способности. Покрај тоа се организира таа манифестација заради социализацијата на луѓето со инвалидитет, заради нивната љубов, заради тоа што сакат да бидат дел од здравото друштво. Да. Под наподница. Веќе кога ги спомнахме самата манифестација и целата енергија, нели, што се случува таму, знам дека она трае малку повеќе освен самата тортијада. Тортијадата е еден чин кој е можеби завршен чин со една обична забава, малку по-добро организирана забава, со надпреварувачки карактер таа вечер, нели? Да. Но претходно вие сте таму скоро цел викенд. Значи има еден мален милион манифестации кои се, значи, пак во склоп на таа дружба. Как се организира? Еве Илче повели. Значи как се организира? Работата е доста тешко, мора да кажем. Добре. Значи не една неделя. Тортијадата манифестација која се организира месеци. 2 месеца може да кажем комотно. Тешко
тежко време, тежко се налагат. И спонзори, тежко се налагат и луѓе со добра навера што сакат да помогнат Добре. на дружението. Јас морам да ги спомнам тука мобилност Македонија. Добра. Морам да го спомнам градоначалникот на општина Струмица и совето на општина Струмица и морам да кажем дека без них много тешко би виделе, до самата манифестација. Да. Зашо? Затоа што има 27 луѓе од различни градове што треба да ги сместиш. Да. 2 до 3 дена Преспиват. да преспието Така. у хотел. Така. Треба ручок, треба доручок, Да, треба се вечера, трябва. треба Самата превоз, манифестация, да налага много Колко тежко. имаше там? Имаше само гости около преко 200, Преко 300, не? Всяка година Да, са всеко. 250. 300 луги, да. Морам да се заблагодарам и на голем дел от фирмите. Нема да ги спомнувам сите, за да не заборавам некој. Доста ги има, доста Да. ме помогна. Има, значи, луѓе со хуман карактер още. Може не с некои одредени големи суми, ама колко Да, ще от може сите луѓето по-малко, от сите в рамките по-малко, на можности. доволно, в рамките на нивните можности, доволно за да се организира Да, манифестация. оно беше за мен баш добро организирано от тази дел. Значи вие колко да се плачете, колко да викате тежко, ама нивото на кой беше организирано беше супер. Со голема любов спрема Окей. сдружението и со голема любов спрема сите наши членове. Значи дава ти една енергия. Всека година ти дава по-голема енергия и по-голема желба да бидеш, ето, да волонтираш и да бидеш комплетно отдаден на организацията на тортијата. И аз веќе 8 години помагам на тортијата и от моя страна съм ептен задоволен како другите го доживеат това на организация. Май не битно ти како организатор, дали си сами задоволен, дали председател или секретар или Абсолютно. комплетно. Не, това се гледа и уопšte на улите. Битно како Самото го видиш разположение на манифестацията. задоволен член на сдружението. Како го видиш задоволен гост като дојдел Да. на самата манифестација. Това убавините нещо. Дури и по-големо нещо за мен е, после тортијата, ка можем да помогнем на дел от нашите члена. Значи, сдружението е отворено тук за сите, ама баш буквално за все ще трябва да се помогне на некој от членовете на сдружението. Да, Дури би го нагласил това. Ето, може свободно да се обратите някои по-ранливи категории, ще са друг характер Абсолютно. в нашето сдружение. Добре. Да. Могли сме, можем да го Трябва- правим това и ако сме лица са посебни. Добре, още нещо. Во тај организационен дел говорим како нели тайминг на самата манифестација, не од организационен, туку повеќе од нели содржински. Јас знам имате некакви квизове. Да, некакви тука любите, победи. да пропуштам. Значи аз веќе 3 години редовно учествувам на тај квиз. Тај е државен квиз на лица со Добре. инвалидитет. И ги поздравувам моите колешки во тај квиз, Дивна Танева и Љубица Боеска, кои што тројцата сме заедно и одме веќе 3 години. Молим? Ја сочинувате Да, екипата. ние ја сочинуваме екипата како тричлена екипа. Сите Добре. се тричлена. И веќе 3 години освојуваме, влеваме во финале покрај 20 екипи. Добре. Првата година имавме прво место, втората година трето, а третата година трето место. Добре. Втората година. Това, да, не е битно. Да, Тук значи сте нон-стоп во сме врв. во врвот, значи. За разлика од претходните години кои што сме биле доле. Добро, значи пораснем на Апсолутно, интелектуалното апсолутно, ниво за Да. това. И тај квиз е многу забавен, за мене е многу прекрасен и многу забавен. И многу ме е жал што паѓа во сенка на тортијата. Да, не, Кога би баш. се питал, јас би го издвоил тај квиз од самата тортијада и би бил посебен. Заради това што е стварно има луѓе со голем капацитет меѓу нас кои што се со големо знаење и поседуваат стварно голема мудрост. Значи присуството на самиот председател на ниво на Република Бранислав Кое, Јовановски. он е и параолимпиец, не ли? Да, Да. Точно. Тај е стрелец, што беше? Стрелец, да. Стрелец. Да. Еден од врвните у светот, не ли? Да. Да, да. Мислам, И дека тренер на е- Олимпијада беше на некој тренер висок. беше на Оливера. И тренер ја на Оливера Първо Накова место, Бикова, не која се што сеќавам колко година, Само първо един место. по един да не ги избунува. Първо место, не се сеќавам колко година на Олимпијата, първо место во Тачно Среда, така. да. Беше со олимписко злато во периодите кога Цилето Пурковски ги водеше ти. Мислам, още ги вода, ама тогава бехме много силни. Добре, аз тук би направил една малечка пауза. От режия сакам да ми пуштат малко музика и